Вие сте новинска агенција Макфас? Макфас, да. Вие? Новинска агенција Макфас, Кристијан Ландов. Молам? Новинска агенција Макфас, Кристијан Ландов. Да, вие? 365 Александър Самочевски. Што сте? 360 комисија во Одалци. Добро. Можеме да почнем. Почнем. Како што знаеме, денес ќе се објави рочиште за објава на пресуда. Кратко ќе зборувам. Ова е фактички постапка против обвинетата Силвија Стојановска, како повторена постапка од причина што апелациониот суд Скопје првата пресуда, односно првата пресуда каде што Воислав Будисајлевиќ беше осуден со пресуда на тој суд на 12 години затвор. За вас со таа пресуда беше предметот вратен на повторно судење и одлучување. Судот ве исплуша сите вас, ги спроведе, односно сите докази кои се во оваа постапка предложени и изведени, и секако имаше предвид во напаствијата на апелациониот суд Скопје по однос на обвинетата Силвија Стојановска. Тоа судот го анализираше, фактички ги анализираше сите докази, како што таму беше наведено во таа крстам првостепена постапка, односно во таа претходна постапка. Да станеме? Во името на граѓаните на Република Северна Македонија, обвинетата Силвија Стојановска, обвинита за кривично дело по член 215, став 3 од Кривичниот законник, се ослободува од обвинение. И тоа се ослободува од обвинение по точката 3 од тој член, значи 403 е членот на Законот за кривична постапка, од причина што овој совет смета дека јавниот обвинител не докажал надвор од разумно сомневање дека обвинетата сторила дело за кое се обвинува. Понатаму, по однос на мерките на предпазливост кои ги имате вие, пресудата се уште не е правосилна. Додека стане правосилна, и ако стане како таква, тогаш тие важат само до правосилноста на пресудата.
вашите барања, што ги поднесовте пред некој ден, не може овој совет да одлучува по нив. Значи, може да одлучува само кривичниот совет на овој суд и до нив ќе поднесете барање за таква одлука. Да не го образлагам она што овде многу пати го повторувавме. Вие сте обвинети од ставот 3 на членот 215. Прво, членот 215 е... За причините можеме да седнеме на кресото. Да, седнете, може. Членот 215 од Кривичниот законник вели под ставот 1: тој што неовластено произведува, преработува, продава или нуди на продажба, или заради продажба купува, држи, или пренесува или посредува на продажба или купување на друг начин, неовластено пушта во промет наркотична дрога, психотропни супстанции и прекурсори. Тоа вика ќе се казни до 10 години затвор. Меѓутоа, ставот 3, со кој сте вие обвинети на овој член, вика, ако делото од ставот 1 го извршиле повеќе лица или сторители, ова дело и организирана мрежа за препродавање или посредување и вика, ќе се казни со најмалку 5 години. Меѓутоа, овој суд утврди дека мрежата не ја гледаме овде, дека вие евентуално повторувам, сте биле помагач или такво нешто, меѓутоа таквото нешто го нема во обвинението против вас. Разбравте ја пресудата? Само ако може да ми објасните, рековте дека ме ослободува преку член 3, а по тој првиот член по... Не треба тука. Ставот е 1. Пресуда со која обвинетиот се ослободува од обвинение, судот ќе изрече. Ако, па точка 3, јавниот обвинител не докажал надвор од разумно сомневање дека обвинетата сторила дело за кое се обвинува, а тоа е така наречена ослободителна пресуда. Скоро сум ослободена? 3 пати или туфта. Не го разбирам. Ослободителна пресуда согласно членот, сега сите да не ви ги читам, членот 403 од Законот за кривична постапка. Фала ви. Затоа што ќе се произнесе да... Меѓутоа, пресудата не е правосилна. Сега има жал. Може да има жал. Дело диспозитивот и Високиот суд прошоците поречен. паднат на...